Ова утро сум во просториите на МАПАС, а заедно со мојот единашен соговорник, господин Владо Ѓорѓиев, раководител на сектор за институционална контрола во МАПАС, зборуваме за финансиската писменост, колку е важна, ќе ги опфатиме и пензионерите, но и фрилансерите и се она што е ново и актуелно кај вас. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата и можноста да малце да поработиме на финансиската писменост заедно. Така, зошто е важна финансиската писменост и што всушност значи финансиска писменост? Важна е за генерално како и секоја информација. Значи треба да ја имаме. Треба да знаеме каде да се обратиме, кои се нашите права. Затоа и ние тука како агенција што е одговорна за супервизија и за регулативата во вториот и третиот столб, редовно работиме на темава колку повеќе да допреме до граѓаните и до младите, за да може да ги добијат информациите и да знаат кои се нивните права на време. Значи да не чекаат дека ова е тема која ќе им стигне време за пензија и тогаш да се распрашуваат и каде што како, туку континуирано како и секој финансиски производ да си се обратат на време или да се информираат таму каде што треба. На кој начин ги едуцираат граѓаните кога е финансиската писменост во прашање? Вака сме генерално присутни, обработуваме во периодов, да кажам, повеќе во на есен, од септември навака. Работиме преку денови за финансиска писменост што се овој период сега, преку денот за пензиска свесност што го креиравме како 15 септември и така преку неколку настани сакаме да допреме до граѓаните, да кажеме кои сме ние, да кажеме дека работиме во пензискиот систем со вториот и третиот столб, каде што се приватните пензиски фондови и да се запознаат како функционираат и што имаат они во тој дел, затоа што секој нововработен сега согласно регулативата е влезен во вториот столб и он треба да знае каде и како функционира за него овој систем. Како можат граѓаните да дознаат за средствата кои што ги имаат акумулирано? Или колку средства имаат акумулирано? Моментално, значи има многу алатки што ги креиравме и ние и пензиските друштва заедно, да може да се информираат. Например, најбитно би им било да знаат каде се членови за почеток, дали каде се распределени или каде склучиле договор, доколку не се сеќаваат. Значи може да отворат на нашата веб страна има алатка со едноставна проверка да видат првично во кој пензиски фонд се. Доколку не знаат. Доколку знаат, во секој пензиски фонд има алатки како да дигитално да влезат, да имаат лична сметка и да се проверат колку средства имаат, каде им се инвестираат, како се оплодуваат. Може да се провери сето тоа? Тоа е обично отварање на акаунт, како што отвараме профил на социјални мрежи, како што отвараме, меѓутоа нормално малку побезбеден, ќе треба да се имаат соодветен извештај претходно добиено од пензискиот фонд или да се обратат таму па да им дадат соодветен пристап за да си отвараат на време. Така да треба малце чекор 2 да направат плюс претходно за да може да пристапат и да се информираат. Што може да направиме со акумулираните средства? Може ли да се извадат тие средства? Тие средства се генерално пензискиот систем и овој производ како таков се наменети за пензија. Така да често добиваме прашања дали можам да си купам стан, дали можам да правам свадба и така натаму, меѓутоа да се извада да ги трошам, тие се пари предвидени за пензија. Особено збориме за вториот столб, меѓутоа наменати на третиот столб како доброволно штедење му е наменето за пензија, затоа се остава тоа подолгорочно да се инвестира, за да може да ги искористиме тие пари за тој период. Вториот столб секако задолжителен влага заедно со првиот столб и тоа е задолжителна пензија што ја добива согласно Закон за пензиско инвалидско осигурување и таму единствени начини за да ги користат тие средства е преку пензија. Така да во третиот столб има повеќе начини понатаму, меѓутоа и таа намена му е таму целта на тој исто фонд, столб да го кажеме, да обезбеди повеќе средства, поголема сигурност во пензионерски денови. Тука мислам дека ги опфаќа фрилансерите кои стануваат се поголем број на граѓани се занимаваат со фрилансерството. Како до пензија? Верувам дека тоа многу ги интересира. Да, еве го, како што го започна делот околу третиот столб е интересен за нив, да, тоа е за секого интересен, дека може да допринесува плюс, меѓутоа, како тема и како група на работници, да кажем, во секој општество се многу позастапени и добро е да се отвори таа тема, затоа што генерално додека сме млади не размислуваме за моментов дали ќе бидеме пријавени, дали ќе бидеме вработени, да ни биде јасно на сите дека пензијата и пензискиот пат почнува од првото вработување.
Значи не започнува кога заработуваме пари. Не може да заработуваме на различни начини, си плаќаме даноци, си плаќаме такси во државата, меѓутоа од моментот кога сме официјално вработени, од тогаш ни почнува нас пензијата. Така да и за фриленсерите како порака или како информација може да се обратат секогаш и кај нас и сите граѓани околу прашања, меѓутоа е многу битно да допринесуваат, да придонесуваат за да остварат пензија, како во втор столб, така и во трет. Доколку во втор столб не се пријавили или не се вработени, може тоа самостојно да го направат, се организираат, нели тоа се групи на луѓе и така натаму. Меѓутоа во третиот столб секогаш може да штедат дел од средствата за да може да се создадат одредена маса што ќе понатаму ќе му дозволи да си купи пензија. Тоа е тоа што е битно на кратко, да. За крај да прашам за активностите, барем до крајот на оваа 2025 година, што планирате? Добро, да, генерално околу едукативните настани сме доста присутни. Бројките ги сублимираме околу крајот на годината, веќе пензискиот систем порасна над 3 милиарди евра средства заклучно со 10 месец. Над 620.000 членови има во вториот столб, така да пензискиот систем расте, заедно со тоа и одговорноста и потребите ние цело време да бидеме присутни. Така да како МАПАС и заедно со сите институции во системот сме цело време во комуникација. Континуирано има некои работни групи што кажуваат, даваат подобрувања, дали на закон, дали на процеси, така да работиме на доста полиња, што ќе ги подобрат начините на исплата на пензија, што ќе ги подобрат начините на инвестирање на средства. Така да тие се најбитните групи што сега ги работиме во овој период и се надеваме дека ќе се усвојат брзо и ќе дадеме добар придонес и ефект за сите граѓани. За сите дополнителни информации можат граѓаните да отворат страната на МАПАС и да ги прочитаат сите услови. Имаме доста информации, така да слободно таму и се што има дополнително мејл адреси од сите колеги од мене се поставени таму, така да може да се обратат и да се искомуницираат за све што треба. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас.